Во светот денес важи правилото дека знаењето представува најважна инвестиција во животите на секој од нас. За да се здобиеме со знаења, потребно е да се учи непрекинато и тоа во текот на целиот живот. Учиме на училиште, учиме на факултет. Се здобиваме со вештини, квалификации, струки, специјализации. И потоа додека работиме, продолжуваме да учиме и да ја градиме нашата професионална кариера. Се разбира, и напредувањето на работното место најмногу зависи од нашето усовршување и постојано здобивање нови знаења и вештини. За сето тоа потребни се материјали од кои може да учиме, но нивната недостапност или висока цена може да не спречат во реализирањето на нашиот потенцијал. За среќа, денес со помош на интернет имаме пристап до отворени образовни ресурси. Тоа се материјали кои се користат во процесот на учење, на кои може слободно да им пристапиме и да ги превземеме, да ги користиме и разменуваме, без за тоа од некого да се бара дозвола или да треба да платите за нив. Кои се придобивките за сите страни? Учениците и студентите можат да учат од најнови бесплатни и богати материјали, достапни секогаш и секаде. Образовните институции со своите програми, предавања и квалитетни образовни материјали кои се бесплатно достапни на интернет привлекуваат многу повеќе ученици и студенти. Авторите на образовните материјали имаат широка дистрибуција на нивните дела без опасност од загрозување на нивното авторско право. Владите можат побрзо и полесно до вистинските корисници да ги пласираат образовните материјали создадени со помош на јавни средства од граѓаните. Истражувачките центри со слободното објавување на резултатите од своите истражувања, кои секој може бесплатно да ги користи, се здобиваат со нови поддржувачи на нивните идни истражувања. Јавниот сектор и компаниите можат да ги обучуваат своите вработени користејќи бесплатни тренинг материјали достапни на интернет. УНЕСКО ја има водечката улога во светот во насока на подигнување на свеста кај луѓето за придобивките од користењето на отворените образовни ресурси. Во таа насока на Светскиот конгрес за отворени образовни ресурси, одржан во јуни 2012 година, УНЕСКО донесе така наречена Париска декларација за отворени образовни ресурси. Поддршката на оваа декларација значи согласност секогаш кога е можно да се почитуваат и применуваат препораките донесени на Конгресот со цел да се обезбеди отворено образование достапно за сите.